да видиме што велат настаните, односно информациите за настаните од светот, за ова колегата Боријан Бојчев. Добро утро. Добро утро, Славе. Овие настани нема да ги отвараме во нашиот разговор, меѓутоа ги потенцираме како многу битни. Што велат информациите за настаните во светот? Повторно имаме Украина или со некоја друга вест ќе почнеме? Па да, најпрво да кажам дека можеби јас го немам искуството на мојот колега Дејан Андоновиќ, но сум негова прва замена и ќе се обидам на јавноста малце да упатам во настаните кои ги одбележа светските кои го одбележаа светот во последните неколку дена. Најпрво да започнам со вчерашниот ден. Низ цела Европа и светот се одржаа протести по повод денот на работникот, односно по повод 1 мај. Во Франција тие за жал, како и сите протести кои се одржуваат во Франција, на крајот завршија насилно. Имаше полицијата уапси десетици граѓани. Ја спомна Украина, во Украина секој ден има нови настани, битките околу Бахмут продолжуваат и понатаму. Иако според тврдењата и на западните и на руските страни за сега нема некој пробив околу тоа кој ќе го освои Бахмут, тие битки за сега продолжуваат, иако можеби русите тврдат дека тие имаат поголемо влијание во градот и во регионот, но за сега останува навистина доста нејасно кој ќе завладее на крајот со тој град и во чии раце ќе падне. Исто така настаните во Судан, уште еден конфликт кој продолжува и понатаму во последниве неколку недели, иако беше навинум договорено примирие, 72 часовно примирие пред неколку дена, за жал паравојните сили и властите го прекинаа тој договор, што беше на осуда од страна на НАТО и на западните сили. Така што конфликтот во Судан останува еден доста специфичен, бидејќи во тој регион што ќе се случува и со соседите на Судан, кој, иако знаеме дека Судан е третата најголема африканска земја, така што во тој регион навистина има секако странско влијание, но навистина е тешко да се види што всушност ќе се случува во наредниве денови, да се надеваме дека и тој конфликт малку ќе стивне. На Балканот малце да се посветиме, денеска во Брисел ќе се одржи средбата меѓу косовскиот премиер Албин Курти и српскиот претседател Александар Вучич. И двете страни во пресред на средбата продолжија со нивните превирања. Од Србија велат дека Косово ќе продолжи да ги отфрла тие договори, односно како што беше претходно договорено да се заснуваат тие српски општини, тие заедници на српски општини. Косово повторно напаѓа со нивната теза, така што не верувам дека овие преговори нешто ќе донесат во позитивна смисла, но да се надеваме дека ЕУ и САД ќе ме убедат дека има нешто на подобро да работа. Информациите укажуваат дека во овие кризни точки во светот многу повеќе состојбите се влошуваат или се статус кво, односно мирот или примирието далеку е или уште сонцето не го гледаме на површина. За жал, да. За жал е така. Колега Бојчев, ви благодарам за овие информации што не ги дадовте. Останува ние како редакција да ги следиме, во интерес на јавноста да информираме и се со цел да се надеваме дека овие состојби ќе се подобрат во иднина или во наредниот период, благодарение на клучните личности во светот и на битните организации. Благодарам. Ви благодарам.